Апропо кога говориме за светот додека спиевме, и ова беше некако би го ставиле и би го класифицирале во таа тема која што може би нели повторно ќе отвориме со Ивана за некои убави новитети кои што се случуваат ширум светот. Кога сме кај новитетите на нашата македонска културна сцена, не смеле многу одамна. Се сеќавам на некои нејзини први режисерски почетоци како Николец кога одекна името, се сеќавам пред повеќе од 10 години на почитуваната режисерка Нина Николич. Ова утро не знам дали соодветно да кажеме дали во моментот можеби во своите работни простори, меѓутоа како и да е таа утро ни се јавува од некаде ќе ни каже. Апропо за темата која што споделивме и пред малку, па дури и Телма ја имаше на својот мултимедија сервис, дека всушност Ана е последната премиера на театарот комедија за оваа 2025 година по текст на Драгана Лука Николовски, во режија на нашата Нина Николич. Премиерно беше изведена токму на сцената во театарот комедија во Скопје, 10-та премиера конкретно кога веќе говориме за театарот комедија. Нина, добро утро, голем поздрав од целата утринска екипа. Во овие најутрински часови, некаде пред да означиме 15 минути пред да означиме точно 8 часот. Благодариме што утрово го имаме тоа будење конкретно со тебе, конкретно на фреквенција на Телма. Добро утро, се надевам дека се слушаме. Одлично се слушаме. Одлично се слушаме. Дали во моментот си во својот дом или веќе се пакуваш со своји работни активности, можеби си некаде? Сепак се наоѓам се уште во мојот дом и полека по завршувањето на ова гостување во вашата емисија ќе започнам со секојдневните активности. Да, Нина, пред да позборуваме малку за самата представа и за тоа што може да очекува македонската публика доколку се уште нема погледнато, со оглед на тоа што премиерата се случи на почетокот на месец декември. Само накратко во ова наше утринско будење секогаш не интересира кога можеме да дзирнеме во домовите на сите наши соговорници и оние кои што се дел од утринското будење во однос на почетокот на денот, утринските ритуали, за тоа како всушност се подготвуваш за денот кој што е пред нас. Што е тоа кое што е составено дел од утрото? Па со оглед на тоа што има мало дете, кое што има само 3 и нешто години, мојот ден започнува со подготовка на мојот син Сергеј за одењето во градинка и по завршување на таа активност всушност започнуваат сите мои професионални и приватни активности поврзани со сето она кое што е нели дел од моето секојдневие, така што еве и денеска се подготвувам да го однесам Сергеј во градинка. Доколку се разбуди, можеби ќе ни се придружи, но ете тоа ќе го сметаме како шармот на ова вклучување од дома. Да, и потоа се разбира ќе продолжам, веројатно ќе имам една проба во театар комедија со една актерка, бидејќи за следната изведба токму на представата Ана која што ќе се случи во јануари, ќе имаме алтернација на актерката Маја Зечо, која што е всушност странски гостин во оваа представа, со актерката Жаклина Петровска, која што е актерка од ансамблот на театар комедија. Да, Нина, се прашувавме со Ивана со оглед на тоа дека најголем дел од представите во театар комедија понови и оние кои што веќе имаат свој јубилеј на представување, се прашувавме дали можеме да ја сместиме во жанрот на комедија или има примеси на комедија. Меѓутоа би сакале да говориме конкретно за представата која што веќе забележавме со Ивана дека имала своји премиери. Може да кажеме како помина премиерата во театар комедија за ова 2025 и кога говоревме, еве ова ќе биде одлична најава за почетокот на 2026, уште веднаш да се набават билетите. Всушност, вели Ана, има се. Углед, стабилност, совршено семејство, но зад затворени врати се крие една друга вистина, невидлива во својот живот, кога го среќава Алексеј, тоа е страста која што ја дава илузија и за слободата. Меѓутоа, прашањето е секој пат нели дали може да се ослободи. Драма за жена која што избира да има избор и ја плаќа цената на својата одлука. Да, токму така. Пред се Ана представува копродукцијски проект помеѓу театар комедија и перипетија продукција и се одигрува на малата сцена на театар комедија, всушност станува збор за камерна представа, која што не може така јасно и дефинитивно да се стави во жанрот на комедијата, бидејќи всушност таа е драма која зборува за женските прашања и за тоа како одлуките на протагонистот во драмата, односно Ана, ја доведува до безизлезна ситуација, од која што таа не може да излезе и да се избори, и при тоа завршува на начин на кој што завршува со оглед на тоа што општеството е она кое што ја притиска.
Моje мислење е дека секој сегмент од животот, па така и оваа представа која што ја работевме нели како еден формат кој што е практично само еден мал дел од она што може да му се случи на еден човек, представува нели дело во кое што комичните елементи се неизбежни, но се неизбежни и трагичните моменти. Така што како исечок од животот, тој ги содржи сите елементи на секојдневниот живот, кои што се разбира во една театарска постановка се изразени во форма на нели на нешто кое што ние можеме да го забележиме гледај. Да, дури го умете и вие поставено прашањето вели за вечното прашање, инаку да не заборам кога спомена за драмата која што е инспирирана од почитуваната неверојатна Ана Каренина, токму од Толстој, некако на некој начин велите дека не представува нејзина драмска адаптација, меѓутоа во една режисерска експликација прашуваме дали денес по 150 години, како што е нотирано во самата информација, по 150 години Ана има шанса да победи. Ако би те прашале што значи победа за една современа жена денес во ова твое излегување и апропо представата? Па да, во суштина Ана е авторски драмски текст на Драгана Лука Николовски. Тој е инспириран од самата Ана Каренина, меѓутоа не представува нејзино прераскажување или прикажување на сцената онака како што е представено во самиот роман. Така што, ако јас се прашувам, Ана представува крик за слобода и крик за рамноправност на жените во 21. век, со оглед на фактот дека се уште се соочуваме со страшни ситуации на фемицид, ситуации на семејно насилство, ситуации на прикриено семејно насилство во кои што жените апсолутно се жртви и загрозени. За нас Ана представува една опомена за тоа колку најмногу она прикриено, психичко, невидливо и непризнаено некакво насилство или некаква агресија е присутна. Многу суптилна може да придонесе за нарушување на стабилноста, психолошката состојба на еден човек, не само жена. И во таа смисла за нас Ана представува приказна за борбата за рамноправност и приказна за борбата за еднакви права и слободи на мажите и жените. Да, Нина, ако зборуваме за борбата за рамноправност и во минатото и денес, со оглед на тоа што живееме во едно, па речеме, современо време, современ свет кој што е исполнет со голем број предизвици, има може и личната перспектива твоја во однос на опкружувањето нели во кое што се наоѓаш, па и општеството во кое што сите живееме, затоа ако женските прашања како такви се отвораат и од низ времето и низ годините па и низ вековите, тогаш на тие женски прашања за тоа како функционира една жена во семејството, дали чувствуваш некаква промена за денешните жени? Ние денес имаме една алармантна статистика на зголемен број на разводи, што значи намалена толерантност и можеби толерирање на некои ситуации кои што се нетолерантни во суштина, но од друга страна да, имаме и зголемен број на семејно насилство и на непријавено насилство. Така што дали нешто сметаш дека се променило некогаш и денес и колку ваквите представи ја зголемуваат свеста, особено ако зборуваме за женската публика? Јас би сакала да се надевам дека реалноста соодветствува со статистиките и дека статистиките покажуваат дека навистина нешто се променило. Меѓутоа, моето лично чувство е дека работите се многу малку променети и дека се уште пред нас стои една голема борба во однос на тоа прашање, а тоа е најмногу поглед на намалување на предрасудите како такви генерално земени и сметам дека тие треба да се изучуваат и да се потенцираат уште на најмала возраст кај децата, бидејќи доколку ние се уште растеме со предрасуди, тие на овој или оној начин во едно семејно окружување секако дека ќе бидат во можност да излезат и да бидат актуелни. Тоа е сега се разбира едно прашање кое што е многу комплексно. Моето чувство е дека мажите и жените се рамноправни, меѓутоа и тоа чувство сум го имала како помлада многу поизразено, многу повеќе. Како што поминуваат годините, разбирам дека ние кои што се чувствуваме
рамноправни и кои што ете се надеваме дека сме рамноправни, требало да бидеме најгласни во таа борба за рамноправност и слобода, бидејќи сметам дека тоа е начин на охрабрување и на оние чиј што глас не може да биде слушнат. И во смисла на тоа на кој начин представите може да придонесат за тоа, токму на тој начин публиката да види, да се поистовети и да оцени дека има и право и дека може да има храброст да направи одредени чекори. Така што, еве од овие 3 изјави кои што ги имавме, забележав дека навистина представата предизвикува големо внимание повеќе кај женската популација. Многу луѓе ми кажа после оваа представа многу ќе размислуваме, што за мене како автор на едно театарско дело е сосема доволно. Особено импонира така. Одлично, Нина, ти благодариме за ова вклучување. Ќе потсетиме дека на почетокот на јануари веќе се игра Ана повторно во театарот Комедија, на самата сцена на театар Комедија, па така што посекуваме многу бројни, секако не само жени, туку и мажи во публиката, па да ги најдат можеби своите одговори, па и прашања некои кои што ќе потикнат преку представата Ана. Голем поздрав, ти благодариме за ова утринско вклучување, убав подарок има и секако со денот и благодарение на Сергеј кој што во моментот се надеваме дека наскори ќе се разбуди, па ќе започне денот и интересен за тебе. И може ќе го видиме во следна прилика. Во следна прилика, да. Ви благодарам на поканата и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав, Нина, убав ден и ете за сите оние кои што не следеа и кои што ова им звучеше примамливо, може да бидат дел од следните изведби на представата Ана во театар Комедија до крајот на оваа година, но и почетокот на следната. Правиме кратка пауза и се поврзуваме со колегата Александар. Време е за вестите во 8.